Колку гласно и да говориме на оваа тема во насока на превенција, за жал низ годиниве ни пристигнуваат се пофрапантни податоци. Наредниот разговор го најавуваме вака. Со физичко или психичко малтретирање живее секоја трета македонска жена. Во такви семејства ни растат и децата. Извештајот на ОПСЕ за годинава забележува дека во Македонија, за разлика од земјите во Европската Унија, 3 пати повеќе жени сметаат дека семејното насилство е приватна работа, нешто што треба да остане во семејството, а 1/3 од жените сметаат дека жената треба да му се покори на мажот дури кога не се согласува со него и дека тој едноставно има право да покаже кој е главен во куќата. Понатаму, од 2017 до 2020 во земјава сме имале 26 убиства вкупно, од кои 22 биле фемициди. 22 од 26 убиени се жени. Убиени се членови од членови од семејството, всушност од оние од кои што или со кои што треба да се чувствуваат најсигурно. И најстрашно кога станува збор за убиствата е што ниедно предходно не било пријавено како насилство, но откако убиството се случило, пријателите и роднините сведочеле дека знаеле дека убиецот ја малтретирал жртвата предходно. Каков е односот на системот кон жените жртви на семејно насилство и каскаме ли на оваа тема? Наредниве минути разговараме со Наташа Петровска, правен советник во Женскиот центар за поддршка Скопје во рамки на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство. Добре ни дојдовте, Наташа. Многу, Кристина, на поканата. Ги слушнавме бројките и податоците, бројот на насилници голем, бројот на жртвите уште поголем, податоци кои што говорат за сериозна колективна траума и психичка тортура врз целото општество. Семејното насилство и родово базирано насилство секогаш постоела. Разликата помеѓу минатото, да кажеме, и сега е тоа што повеќе се охрабруваат да го пријават, меѓутоа повторно имаме и покрај пријавите кои што стигнуваат од граѓаните до надлежните институции, повторно можеме да идеме на непостапување, иако Македонија го донесе новиот закон за спречување и заштита насилство врз жени и семејно насилство и го согласи со Истанбулската конвенција, односно со меѓународен документ кој што е ратификуван од наша страна. Сепак и после пријавите на жените во определена институција, односно во институциите кои што се на прва линија да постапуваат и пријават семејно насилство, имаме случаи на повреди, тешки телесни повреди и во крајна инстанца на фемициди. И повторно потврдуваме дека теоријата и праксата диаметрално се разликуваат. Точно. Ако ја гледаме, законските прописи, ќе можете да видите дека навистина постои систем институционален кој што би можел да ги заштити, односно тука се дадени многу итни рокови, се дадени точни надлежности на секоја институција каде што треба да пријави, објаснета како тече соработката помеѓу самите институции, а сепак кога ќе стигнеме ние до пракса и кога ќе имаме пријава на семејно насилство, тоа многу и ретко се случува. Ајде да проанализираме каде каска праксата. Кој и каква надлежност има во случај на пријава на семејно насилство? Кои институции се точно вклучени и кој во ланецот најчесто не постапува или каска во одговорностите? На прва линија кои што постапуваат па пријаваат семејно и родово базирано насилство е полицијата и Центарот за социјална работа. Така, лицето кое што пријавува семејно насилство на 192 должно е да добие веднаш полициска помош и поддршка. Разликата во повикот на 192 е тоа што тој повик го прима полициски службеник кој што не е доволно обучен и не е доволно сензибилизиран за да направи проценка на ризик, кој што согласно за законот е задолжително да се направи на проценка на ризик во однос на физичкиот и психичкиот интегритет на лицето кое што пријавува семејно насилство и на членовите на нејзиното блиско семејство. Инспекторите за семејно насилство од друга страна морам да признам дека многу стручно се извршуваат својата работа и многу добро знаат да ги направат проценките, па така и неретко ние имаме некои различни мислења кога наидуваме на комуникација со нив, меѓутоа истото не би можела да го кажам со полицијата, најчесто поради тоа што не постапуваат веднаш при пријава семејно насилство, а родовото базирано насилство воопшто и не го препознаваат, односно кога некој ќе пријави дека е жртва на родово базирано насилство, не знаат точно што е тоа, иако во член 3 од самиот закон се дадени точни дефиниции на тоа што значи семејно насилство, што значи родово базирано насилство.
Освен тоа, при пријава значи од семејно насилство полицијата најмногу смета дека семејното насилство ако доаѓа значи само од брачниот партнер, иако да кажеме семејното насилство може да доаѓа од брачен партнер, вонбрачен партнер или друго блиско лице со кое што во кое што лицето кое што го пријавува насилството била во блиска релација. Сепак кога ќе се случува значи да имаме ние во нашиот значи центар кога ќе дојде некоја лице да ни се пожали од самата постапка од полицијата, добила значи одговор од полицијата дека поради тоа што не се работи значи за брачен партнер, туку за поранешен партнер, каде што веќе постапката и за развод е завршена, не може значи тука да се постапува бидејќи не е семејно насилство. Изминативе денови дадовте еден извештај во контекст на работата на надлежните и засегнати институции, каде има недоследности, па посочивте неколку, велите надлежните институции кои се во прва линија за заштита на лицата, не се доволно сензибилизирани и стручни во примена на законските прописи. Од друга страна, раководителите на случаи за семејно насилство во центрите за социјална работа често се менуваат, воспоставуваат различни практики, одлуките кои ги донесуваат се неразбирливи, па очигледно дека не им е доволно јасна нивната одговорност која што имаат за жртвите. Точно, значи во прва линија освен полицијата и Центарот за социјална работа, можам да кажам дека Центарот за социјална работа е клучниот фактор во заштитата на лицата кои што пријавуваат семејно и родово базирано насилство, па така полицијата по службена должност треба значи да го извести Центарот за социјална работа, која што треба да повика, кој што треба да повика лицето на да даде изјава. Кога ќе го повика лицето се назначува водител на случај во самиот Центар за социјална работа, кој што го води значи случајот, кој што го испитува лицето, превзема определени мерки кои што се на заштита, меѓутоа тие водители на случај знаат многу често да се менуваат, па така да кажеме лицето разговара првично со еден водител на случај, после тоа се менува, разговара со друг водител на случај и целата приказна како го доживува насилството постојано треба да се повторува. Освен тоа, постапките на Центарот за социјална работа траат исклучително значи долго. Иако да кажеме треба да се превземаат ваквите действија во итност, можеме да приметиме неажурност во постапувањето, така да се чека многу долго за да се изречат привремени мерки за заштита, односно за поднесе Центарот предлог до судот за изрекување привремени мерки за заштита е многу тешко, многу е долго и во тој вакуум кој што постои, лицето не останува на нас без заштита. И непостапувањето и неправењето правилна проценка секако може да влијае сериозно врз животот, физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата на семејно насилство, но колку ова непостапување или дупки, ајде да ги кажеме, во доследностите на системот ги одвлекува жртвите од гласно говорење на оваа тема? Дефинитивно влијае. Можам да кажам дека кога некој лице кој што се случува семејно насилство ќе прочита во медиум или ќе свати и ќе разбере од други лица кои што пријавувале семејно насилство дека такале значи по институциите и дека неколку месеци останувале без заштита, а со самата пријава тие го разгневиле на некој начин сторителот бидејќи го пријавиле во надлежна институција, ние имаме многу голем проблем со пријавувањето на насилството. Затоа и многу често ќе слушнеме во медиумите кога некоја жртва е тешко телесно повредена или извршена значи фемицид, дека никогаш не го пријавила. Нормално е дека никогаш нема да го пријави сторителот, прво е потребна храброст да се пријави насилството и кога ќе се пријави насилството, тоа лице очекува итна заштита од институциите. Ако истата не ја добија, нормално дека истото ќе влијае на непријавување од страна на другите кои што се соочуваат со семејно и родово базирано насилство. И фрапантен ми е податокот дека по неколку случаи на убиства на жени изминатиот период, роднините и пријателите кои што се пријавиле да сведочат, велат дека биле свесни за насилството кое што се случувало во домот, но никогаш не пријавиле. Тоа беше случај со навистина доста настани кои што се случија во градовете во Македонија, исто беше и со Неготино, истото беше и со Велес. Во речиси во секој случај во Гевгилија, секаде да кажеме каде што се случи изминативе значи настани, никогаш значи сторителот не беше пријавен ниту пак од страна на жртвата, ниту пак од страна на роднините и пријатели, кумши кои што биле да кажеме во близина, а биле сведоци и знаеле значи за истото. Што потврдуваме дека од податоците дека тоа е приватна работа, дека приватна работа во семејството, дека нема потреба да се мешаме. Меѓутоа најмногу загрижува фактот што институциите треба да постапуваат и по анонимна пријава или по пријава на секој граѓанин кој што има некакви сознанија дека во определен
определено место се извршува семејно и родово базирано насилство. Меѓутоа никогаш и граѓаните се плашат да го пријават, затоа што кога ќе го пријават, односно ќе слушнат викутници од соседниот дом, ќе го пријават, ќе дојде полиција на местото на настанот, таа викутница до тогаш престанала, може тоа лице да каже дека лажно пријавува или да се изложи себе си на дополнителен ризик од страна на сторителот. Како треба да се унапредува системот, во кои сегменти најмногу? Имавте ли средба, да речем, со надлежните од Министерството за труд и социјална политика изминативе денови по случаите неодамнашни? По објавената реакција која што имавме за жената со церебрална парализа, која што веќе 5 месеци и до ден денеска се уште, значи чека привремени мерки за заштита, немавме состанок со надлежните институции. Ние секако разговараме со водителите, значи на случај телефонски или во ситуации кога одиме заедно со лицето во Центарот за социјална работа за да му помогнеме да го пријави семејното насилство, меѓутоа конкретна консултација околу последните настани кои што се случуваа немавме. Вклучувањето на жртвите во системот е исто така многу важна тема, за која што ќе говориме со гостинката веднаш по вас, но сакам да ја отвориме. Рете да споменеме дека и центрите за социјални работи нудат поддршка и помош, но привремено. Она што е важно е да се зборува гласно на темата, но тоа е само почетниот чекор. Сето она што ја следи жртвата на семејно насилство и нејзините деца, кои што многу често се дел од приказната, е нешто што е сериозен предизвик, плюс вклучувањето во општеството, обезбедувањето на екзистенција, самостојност, да живеат, да функционираат? Тоа навистина е многу тешко поради тоа што во голем број на ситуации жените кои што пријавуваат и семејно насилство живеат во домот каде што насилникот е собственик или пак се финансиски значи зависни од него, не работеле претходно, па така излегувањето од насилната средина и започнување значи на нов живот дефинитивно е нешто што е навистина тешко и што бара огромна помош од државата, посебно кога жената има и малолетни деца, кои што малолетните деца ќе бидат незадовирени, па после тоа ние имаме проблем со големата постапка која што ја чекаме за определен надомест за издршка, па дали таа издршка ќе се плаќа, кога ќе почне значи да се плаќа и во кој износ ќе биде донесена е дополнителен предизвик за жените кои што се соочуваат, а не секоја жена може да напушти насилната средина и да се обезбеди привремено живеалиште под кирија. Во голема мера ми улеснувате во моментов работата на институциите. Кои се надлежностите на националната мрежа во контекст на поддршка на жртвите? Националната мрежа нуди помош на жртвите на семејно и на родово базирано насилство од страна на социјален работник, правна советничка и кариерна советничка. Исто така може да содржат и бесплатни индивидуални и групни психолошки сесии во нашето значи советувалиште. Во нашиот значи центар кога ќе дојде лице кое што е жртва на семејно насилство се дава огромна поддршка во однос на пријавувањето првично на семејното насилство и придружба кој што е клучен елемент бидејќи лицето може да не биде доволно сигурно дека ќе сака да го отпочне тој процес значи на пријавување. Па така од страна на социјален работник или на правна да кажеме советничка се упатуваме до надлежните институции и им помагаме на лицата да го пријават насилството како и следење и текот на постапката во стварување на сите социјални права кои што им припаѓаат. Како по овие настани да ги охрабриме жртвите на семејно насилство да го кренат гласот за себе? Жртвите на семејно насилство и како мора да разберат дека семејното насилство и родово базирано насилство не е приватна работа, не е нешто што треба да остане во домот и не е нешто што би требало да се трпи цел живот без разлика да кажеме кој ви е клучниот фактор во кој што тоа го кажувате. Например, доста од жените викаат дека јас го трпев ова ради моите деца, го трпев ова ради страм, го трпев ова поради ми беше страв да се пријавам во надлежните институции, што ќе мислат луѓето кои што се на работа со мене или одредени да кажеме и слично. Лицата треба да се охрабрат да го пријавуваат семејното насилство и јас ги охрабрувам дефинитивно доколку не можат исто тоа го направат сами да се обратат до националната мрежа на телефонските броеви кои што ни се објавени на нашата Facebook страна и на нашата веб страна и да побараат помош и поддршка во самото пријавување на насилството. Наташа, благодарам за разговорот во Македонија наутро.